Да погледнеме кои настани беа актуелни денес. Охрид е подготвен за шпицот на туристичката сезона. Со фестивалот на виното синоќа символично се означи и стартот на туристичката сезона во Охрид. Невладините и медиумите во Охрид се запознаваа со поглавијата од преговарачкиот процес со Европската Унија за најгорливите теми за Охридскиот регион. 63-то издание на Балкански фестивал на народни песни и игри. Првата дебата помеѓу Трамп и Бајден критичарите ја оценија како катастрофална. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 25 степени Целзиусови. Во сабота во југозападна, западна и централна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер и услови за појава на невреме. Во останатите предели од стариот континент, под влијание на поле на висок воздушен притисок, ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 27 до 35 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево и потопло време со температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 25 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во недела во Охрид ќе превладува сончево и топло време со дневна температура која што ќе достигне до 30 степени. Во понеделник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност, кој што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Јули и август е највисоката сезона, кога се очекуваат илјадници гости да престојуваат во главниот туристички центар во земјава. Јавните претпријатија се подготвени и со механизација и дополнително екипирани да одговорат на зголемениот обем на работа. Охрид подготвен за шпицот на туристичката сезона и напливот на голем број туристи. Јули и август е највисоката сезона, кога се очекуваат илјадници гости да престојуваат во главниот туристички центар во земјава. Јавните претпријатија се подготвени и со механизација, а и дополнително екипирани да одговорат на зголемениот обем на работа. Градот ќе се чисти во 3 смени и редовно ќе се одржува водоснабдителната и канализационата мрежа. Немам дилеми дека Охрид е спремен, не само заради тоа што е лето, него генерално имаме пракса како град и искуство да се занимаваме со огромен број на туристи, односно да сервисираме огромен број на туристи во текот на летото, буквално години наназад, и службите веќе се навикнати на она што ги очекува. Факт е дека во наредните отприлика 2 месеци многу зголемен обем ќе е на работа, посебно со водоснабдувањето, како што кажавте, и одржувањето на хигиената, чистењето на сметот. Меѓутоа, тоа што е веќе завршија и последните подготовки по однос на механизации, припреми. Тоа е веќе завршено и дополнителен број на работници се ангажирани, така да дефинитивно Охрид е спремен. Сообраќајниот метеж во централното градско подрачје оваа сезона се очекува да се намали, бидејќи се зголемува бројот на паркинг места. Гранит го расчисти полигонот за мали спортови и го подготвува за паркинг. За разлика од минатата година, тоа е популарниот полигон во Охрид, кој што собственикот го расчисти, го прошири, така да ќе има многу поголем капацитет во централното градско подрачје. Очекуваме со новиот министер за транспорт и врски, она што веќе за нас е завршен проект, или ако сакате проект кој што 2 години на разни начини бевме кочени како локална самоуправа, дека конечно ќе го откочиме, ќе стигнеме до тоа одобрение за градба, и како и во минатото, така и сега сме спремни како локална самоуправа да го отпочнеме самите градбата на катната гража на локација кај пазар. Дел од плажите се уредени, поставена е урбана опрема, а кога ќе стигне планот од Агенцијата за просторно планирање, ќе може да се уредува крајбрежниот појас со засебни урбанистички проекти. Со фестивалот на виното, синоќа символично се означи стартот на летната туристичка сезона во Охрид. Охриѓани и гостите уживаат во квалитетните македонски вина и богатата музичка програма. Со фестивалот на виното, синоќа символично се означи и стартот на летната туристичка сезона. Голем број посетители, охриѓани и туристи уживаа во квалитетните вина, како и во богатата музичка програма. I'm from New York. Јас сум од Њујорк.
Охрид е многу убав. Овде престојувам веќе неколку месеци и многу ми се допаѓа. Овој фестивал на виното е одличен. Уживам во локални вина. Сам убав собир на убави луѓе, расположени, комотни, опуштени. Супер! Одлично, секоја година сме тука и е секогаш предобро. Па, за сега делиме едно шише, па ќе видиме понатака. Македонските винари ги промовираа своите производи како продолжувачи на долгогодишната македонска традиција на производство на вино и ракија. Традиционално од наши плодови ја произведуваме на традиционален начин, со некои иновации имаме додаено. Тука сме да ги изложиме нашите вина, нашите раки. За прв пат ова година направивме и македонски джин, од локално од смреки, од галичица и од чај. Организаторот очекува веќе од наредната година фестивалот да прерасне во регионален, бидејќи уште сега имаат најавено присуство на винари од соседните земји. Ние идејата ја почнавме пред 2 години, фестивалот почна на мускули на некој начин. Меѓутоа веќе поставивме стандарди дека фестивалот е добар, луѓето го сакаат. Очекуваме и нашата идеја е да ние стварно прераснеме во еден фестивал регионален и Охрид е уствари правото место по мене. Дефинитивно ако правиме регионален фестивал на вино треба да се дешава во Охрид и мислам дека ова е таа манифестација. Ние се бориме на тоа да биде така. Ни требаат малку повеќе средства, можда и понатака, меѓутоа работиме на тоа и мислам дека следната година веќе имаме најави дека ќе дојдат винари од Хрватска, од Албанија и од Србија, така да се надевам дека во најкраток рок од 2, 3, 4 години ќе направиме ова да биде еден фестивал кој ќе биде препознат на Балкан. Охридскиот винофест трета година поред ја збогатува туристичката понуда на градот, привлекувајќи гости надвор од шпицот на сезоната, а воедно промовирајќи ги и домашните бизниси. Од денес започнува да функционира ограничениот режим за сообраќај во стариот дел од градот за време на летната сезона. Од јавното претпријатие Билјанини извори ги известуваат граѓаните кои имаат потреба од дополнителни информации или се соочуваат со проблеми во однос на режимот за движење, да се обратат во дирекцијата на јавното претпријатие Билјанини извори, спортска сала Билјанини извори. Од претпријатието апелираат граѓаните да го почитуваат и да се придржуваат кон временскиот ограничен режим на движење во стариот дел од градот. Невладините и медиумите во Охрид се запознаваа со подглавијата од преговарачкиот процес со Европската Унија, кои се однесуваат на најгорливите теми за Охридскиот регион. Форумот на тема рибарство и животна средина е во рамки на проектот Медиумите за ЕУ, чија цел е подобро запознавање на граѓаните со тоа што ја очекува државата во преговарачкиот процес за влез во Европската Унија и согледување на можностите за поголема вклученост на граѓанскиот сектор. Поглавијата од пристапните преговори со ЕУ кои се однесуваат на рибарството, водните ресурси и животната средина се аспекти кои се многу важни за Охридскиот регион и со кои се поврзани многу предизвици и проблеми. Представници на граѓанскиот сектор и медиумите денеска на овие теми подетално се запознаваа што ќе значи усогласувањето на националното законодавство со европското во соодветните поглавја, но и за тоа како тешките теми поврзани со преговорите да станат поразбирливи за граѓаните. Душица Илик Боева од Хидробиолошкиот институт истакна дека проблемите нема да се решат преку ноќ со влез во Европската Унија, туку решението потекнува од активностите на секој поединец, на локалната заедница, општеството и државата во имплементација на законските регулативи. Не е целта, туку целта е во аспект на успевање на одржливоста. Одржливоста може да се спроведе доколку законската регулатива е насочена кон тоа поле. Нашата држава се труди да биде на тој начин изготвена законската регулатива со законски и подзаконски акти поврзани со овој екосистем и нешто до каде што сме стигнати е можноста за регионална хармонизација, која имаме билатерална со Република Албанија и трилатерална за речниот слив на реката Дрим, со Република Црна Гора, Република Албанија и нашата земја, кои што можат како примери да бидат дадени за веќе изготвениот нацрт акционен план за управување со јагулата и постоењето на комитетот заеднички за управување со Охридското и Преспанското езеро од аспект на рибарство.
Форумот во Охрид е еден од низата кои ги организира Евротинк Центар за европски стратегии во сите региони во државава во рамки на проектот Медиумите за ЕУ, чија цел е подобро запознавање на граѓаните со тоа што ја очекува државата во преговарачкиот процес за влез во ЕУ. Изборот на темите за кои ќе дискутираат медиумите, но и цивилното општество, произлегува од она што е жива и горлива тема за некој регион. Ако југоистокот ни е битно земјоделието, аграрот, оранжериите, во Охридскиот регион, во југозападниот регион ни е битно управувањето со водите, климатските промени, екологијата, па кога ќе имаме чисто езеро и еколошки регион, тогаш можеме да им понудиме и туризам на луѓето. Затоа и сме овдека да разговараме со цивилниот сектор, да разговараме со медиумите, за тоа што може да се направи, како граѓаните да се сензибилизираат за овие теми и како да се зголеми дури и отчетноста на властите на локално и на државно ниво, но и граѓанската партиципативност и барање за спроведување на некои политики кои што ќе доведат до подобар живот, поквалитетен живот на граѓаните, а со самото тоа и приближување и подобри преговори со Европската Унија. Партиципативноста може да се зголеми со подобро информирање на граѓаните преку поквалитетни содржини од медиумите со цел приближување на интегративните процеси до сите на што поедноставен начин, вели Виолета Глигоровска од Евротинк. Мислам дека граѓаните, ама и тука е кабаетот и во медиумите, ние не добиваме народски, да ги речам, информации. Ние добиваме информации за ЕУ, кои што можат да ги разберат неколку илјади луѓе во Македонија. Начинот на кој што ќе се прикаже што е Европската Унија, што треба граѓаните да знаат, што ги чека пред, за време на преговорите и потоа, се говори на еден академски јазик и начин. Не ни е тоа целта. Сакаме да сите и оној рибарот од кајчето од Средезеро и оној од Средполе и академикот да го имаат истото знаење. Медиумите за ЕУ е тригодишен проект кој Евротинк го спроведува во партнерство со Алда и Бирц и со поддршка на Европската Унија. 63-то издание на Балкански фестивал на народни песни и игри од 2 до 5 јули во Охрид. Фестивалот започнува со изложбата на фотографии и моменти на 2 јули во 20 часот. Свеченото отварање на фестивалот е на 3 јули со програмата на ансамблот за народни игри и песни на Македонија, Танец, на сцената на Долни Сарај со почеток во 20 часот. Традиционално пред почетокот на концертот, учесниците на меѓународната фолклорна манифестација ќе продефилираат низ Охридската чаршија. На овогодинешното фестивалско издание ќе настапат фолклорни ансамбли од Бугарија, Македонија и 2 културно-уметнички друштва од Сиднеј и Мелбурн, Австралија. Влезот за сите концерти е бесплатен, информира организаторот на најстарата фолклорна манифестација на Балканот, Центарот за култура Григор Прличев, Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Се урна покривот на меѓународниот аеродром Индира Ганди во Њу Делхи поради силен дожд и ветрови. 3 лица загинале, а 8 се повредени, соопштил индискиот министер за авиација. Целиот терминал бил евакуиран, а летовите се откажани, објавиле официјални лица. Отворена истрага за колапсот. Според индискиот метеоролошки завод, во текот на 3 часа во областа на аеродромот паднале околу 148,5 мм дожд, што е повеќе од просекот за цел јуни. И многу други делови од Њу Делхи исто така биле поплавени, а автомобилите биле заглавени во водата висока околу 1 метар. Најмалку 5 лица загинале, а уште 5 се повредени откако воз удрил во автобус на железнички премин во Јужна Словачка. Смртта и повредите се потврдени од Словачката спасувачка служба. Видеоснимката покажува запален мотор на возот. Машиновозачот се здобил со изгореници бидејќи локомотивата се запалила. Во несреќата автобусот е сериозно оштетен. Портпаролката на железницата соопштила дека судирот се случил на железнички премин кој е заштитен со бариери и опремен со светлосна сигнализација и дека ќе се утврдуваат причините поради кои дошло до несреќата. Повеќе од 100 луѓе патувале со меѓународниот воз Евросити, а автобусот патувал од Прага кон Будимпешта.
Глобална полициска операција на Интерпол против онлайн измами, кражба на доверливи информации, инвестициска измама, лажни онлайн страници за купување, романтични измами и лажно представување. Со операцијата First Light 2024 биле опфатени 61 земја, а запленет е имот во вредност од $257 милиони, замрзнати се 6745 банкарски сметки, уапсени 3950 осомничени, а уште 14643 лица се идентификувани како можни осомничени на сите континенти. Запленети се и други средства во вредност од над $120 милиони, вклучувајќи недвижен имот, луксузни возила, накит и многу други предмети и колекции со висока вредност. Разбиени се меѓународни мрежи за организиран криминал вклучени во овие измами, соопштил Интерпол. Се одржа првата дебата помеѓу Трамп и Бајден, која критичарите ја оценија како катастрофална. Бајден расеан, збунет, префорсиран, со долги паузи во одговорите и едноставно не на ниво на својата задача. Од друга страна, Трамп во дебатата влезе како булдожер и како и секогаш со тактика да го исфрли противникот од такт, на што Бајден баш и не се снаоѓаше најдобро, вели комуникацијскиот стручњак Питер Тант. Целата дебата се сведе на тоа кој од овие двајца старци ќе остави подобар впечаток, а Бајден и официјално потврди дека е стар и дека не е за функцијата за која се надпреварува, изјавил Тант. Кај демократите се запалени сите аларми. Имали време да го заменат Бајден со друг кандидат. Во првата брза анкета на CNN по дебатата, Трамп е јасен победник со голема разлика. Дури и политичките коментатори, кои обично се симпатизери на Бајден, изразуваат ужас од настапот на председателот, зборуваат за понижување и катастрофа во изборната кампања. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно!